Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Најпрво честит празник на гледачите од исламска вероисповед, да сте живи и здрави со семејствата и за многу години празникот. Мој денешен гостин е Владо Јовановски, безбедносен експерт, автор на книгата Хибридна војна за сцената. Добре дојде. Добро вечер, благодарам за поканата. Ја користам приликава исто како и вие да им го честитам големиот празник на припадниците на исламската вероисповед. Владо, специјална или хибридна војна? Еве, како човек кој што пишува многу на таа тема, но исто така нели целиот живот се занимаваш со безбедноста, безбедносните структури, што се подразбира под хибридна, под специјална војна? Практично поимот хибридна војна е поширок од поимот специјална војна и на некој начин хибридната војна во себе ја содржи и таа така наречена специјална војна. Значи се работи за еден поширок концепт, поширока рамка која објаснува начин на современо војување, бидејќи војната како општествена појава има своја еволуција како и секоја друга општествена појава, како на пример бракот некогаш бил матриархат, сега е патриархат или е еднакви се чинителите во бракот и така натаму. Не знаеме кон какви други форми ќе се развива, на пример со настојувањата за еднополови бракови и така натаму. Така и војната има своја еволуција. Вилијам Линд е првиот научник кој заговарал и извршил некоја поделба на војната според нејзината физиономија, односно според начинот на манифестација, ја поделил во некои си 4 генерации на војување. Покасно други научници ја прифатиле таа идеја, бидејќи допринесува во голема мерка полесно да се проучува таа општествена појава во војната и денеска, во денешно време, стигнуваме до 6-та генерација на војување. Клаузевиц рекол дека секоја војна одговара на времето во кое се појавува, што значи во зависност од тоа какви се глобалните геополитички околности, каков е техничко-технолошкиот глобален развој и какви во моментот постојат општествени ограничувања за појава на војната, таква е физиономијата на војната во тој момент. Сега, односно пред отприлика 2 декади, 20 години, се створија услови во светот во кои наместо 5-та генерација на војна се применува 6-та генерација на војна, тоа е хибридната војна. За прв пат, како таков поим, го споменува Вилијам Немет, тој е офицер на американската армија, во својот магистерски труд проценува дека состојбите се такви, односно политиката е веќе постаната хибридна, тоа значи дека е составена од повеќе чинители. Ако некогаш главната улога во политиката и во меѓународните односи и во регулирањето на внатрешните односи ја имала државата, сега веќе има многу влијателни транснационални компании, има многу влијателни невладини организации, многу влијателни поединци, сите тие ја креираат политиката не само во сопствените држави, туку многу пошироко. Практично, според некои мислења, дури генералната светска политика ја водат богатите, односно ја водат сопствениците на огромните транснационални компании. Многу војни се случуваат исклучиво во нивни интерес, како што се војните за нафта, војните за ресурси. Практично сите војни всушност се водат за остварување на материјални богатства. Може некоја идеолошка рамка да се продава на општото население, меѓутоа вистинската суштина е борба за богатство, за територии, за ресурси, за кој ќе управува со полињата, со изворите на нафта, со полињата на афион за производство на опиум, кој ќе управува со минералите во Украина и така натаму и така натаму.
Како и да е, Вилијам Немет за прв пат значи тврди дека веќе е на сцена шестата генерација на војување, тоа е хибридната војна. Хибридната војна во своите рамки содржи неколку компоненти. Тоа е специјалната војна, која подразбира психолошка војна, пропагандно-психолошка војна, подразбира континуирана и високо координирана работа на разузнавачките служби, подразбира компонента има на силна информацијска војна, каде што постојано се пласираат информации и дезинформации кои водат до остварување на сопствениот интерес. Ја имаме тука и борбата за јавното мислење, кој е многу значајна. Ги имаме тука медиумите, ги имаме тука невладините организации, ја имаме економската борба. Ако се сеќавате, пред некоја држава да биде, да речеме, хибридно нападната, односно во рамките на тој хибриден напад се обидуваат протагонистите на тој хибриден напад да во економски смисол ја доведат државата во што полоша состојба или да попречат развој на некои крупни економски проекти, како на пример поминување низ нејзината територија на гасоводи кои за земјата би значеле приход со самото тоа што поминуваат од тука, со цел да се постигне ефект да се изгуби довербата во владата, бидејќи не е во состојба да обезбеди добри економски проекти, добар економски просперитет и добар стандард на населението, а население со понизок стандард многу полесно се манипулира. Шарената револуција е дел од хибридната војна и е нејзина компонента. Во зависност од проценката на хибридниот агресор, таа може да биде употребена, а и не мора. Значи, доколку ги постигне своите цели, тогаш нема потреба од шарена револуција. Доколку не ги постигне, односно вистинскиот термин е обоена револуција, ние по инерција ја викаме шарена, бидејќи нашата тука беше шарена. Доколку не ги постигне со другите компоненти своите цели, тогаш ја го употребува практично населението на државата која хибридно ја напаѓа, го употребува како своја пешадија. Тоа население со предизвикување на општествена нестабилност, широка општествена нестабилност, ја подкопува довербата на сите останати граѓани во владата и доведува до ситуација, реална ситуација во која владата навистина веќе не може да ја контролира состојбата. На тој начин хибридниот агресор веќе подготвил, селектирал, црпнал одредени луѓе од истата држава или од нивата, да. Или од нивата и ги носи на позиција. Штом дојдат на позиција, првото што треба тие да го направат, да ги испорачат, односно да ги платат сметките поради кои дошле на тие позиции. Отприлика е тоа хибридната војна. Има повеќе. Тоа е за така комплексна појава навистина краток период за проучување. 20 години во науката се ништо за да може да се согледаат сите карактеристики, последици од такво војување и така натаму. Меѓутоа, сепак голем број научници од светот за овие 20 години имаат напишано доста трудови околу тоа, доста ја проучувале. Еден од таквите трудови е и мојот, кој, искрено да ви кажам, е поприлично пообемен во европски рамки. Така, јас сум ги проучувал сите, буквално сите што се појавиле, што работат на тоа поле, и ето сум дал еден скромен допринос до сега. Значи, хибридната војна, по тие некои дефиниции,
бидејќи е краток периодот за проучување, дефиницијата не може да биде општо прифатена и не може да биде стабилно, да се третира како еднаш дадена. Всушност, ова и не е физика, не е хемија, не е математика. Обштествените науки се такви да дефинициите од време на време доживуваат и проширувања, стеснувања, промени и така натаму. Меѓутоа, од прилика гласи дека е тоа војна која се води со комбинирање на воени и невоени средства, стратегии, тактики и компоненти. Значи, со класичната војна ние ја постигнуваме истата цел како и со хибридната. Со тоа што со класичната војна предизвикуваме огромни разорнувања, огромни страдања, физички убивања на популации на луѓе, војници, не е битно. И таа војна е веднаш видлива во секој момент и така натаму. Хибридната војна делува перфидно, доколку не биде употребена во нејзиниот склоп и воената компонента, што исто така како и шарената револуција може да биде употребена, но и не мора. Меѓутоа, таа па врши ментални деструкции на цели популации на луѓе, затоа што таа е војна која се води за човечките души, за човечките срца, да ги освои, всушност да ги поттикне да се борат самите против себе. На некој начин од досегашни искуства така испаѓа дека се борат самите против себе. Нашата шарена револуција, или ја викам шарена дееволуција, бидејќи од учесниците направи мајмуни од државата протекторат за жал, таа се случила некаде во отприлика на средина од постоењето на хибридните војни. Пред 20 години е зачетокот, нашава се случи пред 9-10 години, ако ја определиме хронолошки, на средина од сите овие работи. Го посведочивме тоа, сето ова што го кажа, го видовме буквално на дело ни се случуваше. Од перспектива од овие 9-10 години, каква шарена револуција, односно каква обоена револуција се случи. Многумина ќе речат како и јас, па не беше успешна, не победија на изборите и покрај тоа, што не е точно. Ти велиш дека тоа што сакаше да се постигне, оној кој што ги спроведе и односно ги поттикна овие револуции, дееволуции, што и да е, успеа во својата намера, односно го оствари тоа што беше зацртано, независно дали победиле на изборите или не. Ако зборуваме специфично за нашата шарена револуција, таа навистина беше сублимат на сите знаења и вештини стекнати од претходните обоени револуции кои се случија во државите од поранешниот Советски сојуз, кој во 2000 година на 5 октомври се случи во Србија и се случи во арапските земји, така наречената арапска пролет. Сето тоа на собрано знаење се рефлектираше и кај нас. Според моето размислување беше 100% успешна, бидејќи хибридниот агресор ја постигна својата цел. Која беше целта? Тоа беше време кога, како што и самите американски представници изјавуваа, високи представници, дека Македонија, Србија се на линија на огнот. На линија на огнот се мислеше на линијата на борбата помеѓу Истокот и Западот, каде што Истокот се обидува да навлезе, пред се мисли на Руската Федерација и Кина, со капитал, со културни средства, со економски средства, со воени влијанија, политички влијанија и така натаму. И од друга страна, кај што НАТО и Европската Унија настојуваа да ја вовлечат во својот табор секоја државичка, секој град, секое село, за да стигнат до Украина, односно до границите со Русија. Во таа борба проценката беше дека во Македонија потребно е да се промени тогашната власт. Зошто? Затоа што тогашната власт дозволи влез на кинески капитал, помалку и на руски капитал, привлече доста странски инвестиции, стандардот на граѓаните почна да расте и доколку земјата доживееше, Република Македонија, доколку доживееше некој економски
процуд, развој посилен, многу потешко ќе беше да се спроведе шарената револуција. И да се контролира самата. И затоа тој тренд на економски раст, нарастање на моралот на населението, на патриотизмот и така натаму, мораше веднаш да биде прекинат, за да се инсталира власт која ќе биде подготвена да го смени името, бидејќи името беше пречка за влегување на НАТО, на Република Македонија во НАТО и за продолжување по трасата кон Европската Унија. Со влегувањето во НАТО и продолжувањето на патот кон Европската Унија, практично на истокот му се дава до знаење дека тоа парче земја е заборавете го и така натаму. Извршија таква проценка, ги применија сите претходни компоненти, значи политичката компонента, економската компонента, развија многу невладини организации тука кај нас, платија многу медиуми кои афирмативно ќе зборуваат дека не е страшно да се промени името, дека не губи дури за една ништо. употреба, прости што те прекинувам, TV1, што беше и неколку весници се појавија и исчезна од радарот, иако не успеа во приказката, но беа создадени само со таа намена. Така натаму, проценија во еден момент дека нема да може да се спроведе тоа што го замислиле, бидејќи тие постојано го мерат рейтингот на политичките партии и проценија дека актуелната тогашна политичка власт се уште има висок рейтинг, одеа на спроведување на шарена револуција, односно обоена револуција, која ја нарекоа шарена револуција. Во текот на шарената револуција пак проценија дека може би нема да оди све така лесно, ја вклучија и воената компонента, односно ни се случи и диво населје, кое требаше да биде последниот и најсилниот удар врз владата да се распадне, да не може да се собере, бидејќи тоа беше замислено да биде исцрпувачко не војување, меѓутоа исцрпувачки тензии, терористите да бидат присутни на одреден дел од територијата, да прогласат некоја си независност и така натаму, и нема влада со такви скромни ресурси која би можела да го издржи тој притисок на подолг рок. Се случи тоа што се случи, значи покрај другото беше употребена во еден мал дел, мал сегмент и таа воената компонента на хибридната војна и ја постигнаа својата цел. Да, некои ќе речат дека сепак на изборите што ги организираа, и тоа знаеме како ги организираа, со пржино 1, пржино 2, технички влади, не знам што и така натаму, само уште што не земаа да ги пополнат ливчињата. Да, се уште не постигнаа мнозинство, меѓутоа со понатамошни манипулации и така натаму, ја постигнаа својата цел. Изборниот инженеринг кој што беше после. Инсталира влада која ги спроведе сите нивни тогашни геополитички интереси, го смени името на државата, се случи она што во хибридната војна, односно во нејзината компонента пропагандно-психолошка или специјална војна, како што вие ја нарековте и како што други ја нарекуваат, се случи чудо. Значи, чудата се случуваат во денешно време само во религијата и се случуваат во специјалната војна, во психолошко-пропагандните активности. Практично, без разлика човек дали припаѓал политички на СДС или на ВМРО или на ДУИ или не знам кого, пред тоа да се случи немаше човек што веруваше дека би го промениле името. Немаше човек што веруваше дека тоа е така наивна работа, дека нема никакви последици, дека е само во наш интерес и така натаму. Ете се случи и тоа, го променивме името, кое реално гледано, не знам дали има многу примери во светот под притисок, јас не знам ниту еден под таков притисок да се смени историското име на држава која особено од самото свое постоење и пред тоа низ борбата за националниот идентитет на македонците имала проблеми токму со името и токму со
националниот идентитет и сега го правиме доброволно токму тоа. Иако и тоа беше насилно и тоа беше све под притисок на хибридната војна, односно шарената револуција конкретно, меѓутоа се случи. Затоа велам дека да, тие победија ја постигнаа својата цел, ние и нашите идни генерации ќе го плаќаат цехот на таа загуба, на тој пораз. Бидејќи последиците тек ќе следат, ние се уште, ова е краток некој временски период, за да во детално ги согледаме последиците од немање на собствен национален идентитет. Например, сега веќе македонскиот народ го има изгубено статусот на единствен конститутивен народ на собствената држава, туку тој е некоја си етничка заедница која е еднаква со другите. Со прифаќањето на сето тоа веќе не можеме да зборуваме за македонско национално малцинство во Грција, во Албанија, Бугарија и така натаму. Во Албанија може, меѓутоа и таму се помалку, бидејќи бугарските разузнавачки служби делуваат таму и луѓе што биле милион години македонци сега се бугари и така натаму. Класична асимилација. Да, значи да сублимираме, да, хибридниот агресор ја постигна својата цел, ние бевме поразени во хибридната војна која се случи во Македонија. Како завршен удар на таа хибридна војна беше шарената револуција. Сепак во таа шарена револуција или дееволуција учествува многу луѓе, големиот дел, односно поголемиот дел од нив влегува ентузијастички со моментот да ке менуваат, та немало правда, немало мир, оние три постулати што ги поставија малата Тамара, Мартин Нешковски и Никола Младенов, околу кои што градеа столбови на контравласта, идејки на емоции дека тие нели ја убиле малата Тамара, Мартин Нешковски, исто така и Младенов. Трите испаднаа лаги. Во првиот случај кај Тамара беше мајката и незиниот Азиз, во вториот беше осуден виновникот, веднаш е фатени нели во затвор. Заев се поздравуваше со него. Никола Младенов, Бог да го прости, испадна со обраќајна несреќа дека е чиста. Значи ништо од тоа немаше основа, дури игра со емоциите и со диво населје, ведејќи дека биле наместени, дека тоа Груевски го направил, па од друга страна за Монструм дури имаше повторени случаи, убиците на децата од Смилковско езеро ги амнестираа, буквално им дадоа шанса повторно да се бранат, иако имаше ДНК докази кои што велеа дека тие се сторителите. На тоа мислам дека и Монструм беше голем дел од таа приказка за хибридна војна, бидејќи ничим изазваним, што би рекле нашите северни соседи, се случи сето тоа што се случи, но учествуваше една голема група на луѓе кои што волно влегоа во тоа, но несвесни на последиците и за она што го прават. Веруваа дека нели ке донеселе правда, мир, иако беше малку ступидно во тој момент да влезете, но еве го направија тоа наспроти оние водачите и повеќе оние лидерите од сенка што ги викаат и кои што велат дека ги има и во сегашните услови во одредени македонски протести, луѓе кои што никој не ги гледа, но кои што се основачи и творци на целата приказка. Многу луѓе влегоа нели со елан мислејќи дека навистина ќе променат такво нешто, но еве после многу години мислиш дека сватија што направија, сега им е срам да признаат. Видите, хибридната војна, вклучително и шарената револуција како нејзина компонента, е многу софистицирана војно-политичка стратегија. Таа стратегија е смислувана врз основа на 100 вековно искуство на човештвото. Неја ја граделе најголемите воени, политички, психолошко-пропагандни стратези во светов. И таа е така дизајнирана да прво не се доживува како војна. Прво, никој граѓанин на нападнатата земја не ја доживува како напад од надвор, како агресија, туку ја доживува како засилен интерес за да ни помогнат. Да не заакнат економски, да ни внесат демократија. Се сваќа постфестум, така? Да, тоа покасно, ама тоа е доцна. Иначе, така се води таа војна, за да изгледа дека ни помагаат, да изгледа дека економски сакаат да не заакнат, нели,
огромни инвестиции ќе стигнат кога сето тоа ќе заврши, кога ќе избереме вистинска демократска влада. Леко, ЕУ ќе не храни, НАТО ќе не брани. И сето тоа ќе биде, ќе живееме безгрижан, дури досаден живот, ќе бараме забава поинаква по светот и така натаму. Навистина е сето тоа смислувано од врвни стратези. Јас се шалам и велам, тие се како научниците, физичарите, химичарите кои не сакајки допринеле да измислат некое воено убиствено оружје. Тие се навистина големи физичари, хемичари и така натаму, меѓутоа која е целта на нивното постоење? Можеби и овие луѓе што ги смислуваат тие стратегии се врвни интелектуалци, меѓутоа за жал нивниот интелектуален труд се употребува и во вакви војни револуции и така натаму. Самата шарена револуција, прво намерно и се дава име такво револуција, бидејќи во суштина науката под револуција препознава длабоки општествени промени кои настануваат во општеството под директно влијание и учество на широките народни маси. Доаѓа и до промена на општествената свест, ама сето тоа во позитивен смисол, во позитивен напредок. Доаѓа и до промената на односот власт-граѓанин, доаѓа до промена на односот на средствата за собственоста врз средствата за производство и така натаму. Значи, целото општество доживува еден препород кој води во некој си просперитет. Позитивен наратив наспроти режим, диктатура на контра власт во моментот. Кон што доведе нашата шарена револуција? Доведе кон зголемена сиромаштија. Ние во време на владењето на таа власт што дојде на крилата на шарената револуција имавме околу 600.000 луѓе што живееа на работна сиромаштија во Република Македонија. Партизацијата беше пуштена на најјако, жаргонски. И иселувањето пуштено на најјако. Иселувањето исто така. Неправдата присутна на секој чекор. Јас ево не знам, вие дали видовте некаков просперитет во било кој сегмент? За оние што беа на власт, да, тие ги наполнија џебовите, толку. Тоа е личен просперитет, некој на нив тоа им била и целта. Меѓутоа, обичниот граѓанин дали доживеал некаква трансформација, да не зборуваме за широко општествена променета свест, подобар однос граѓанин-држава, граѓанин и така натаму, апсолутно крахиравме на секој поле, не здравствено, не образовно, не. И тоа не е искуството само кај нас, туку во Сирија после шарената револуција дојде до распаѓање на државата и до формирање на ИСИС. Во Либија бе пред режимот да падне, 6 месеци пред тоа одржува самит на Европската Унија и Африка, се одржуваше среде Триполи, немаше никаков проблем. Тогаш за да после 6 месеци испадне тој диктатор, се градеше Либија неверојатно, они огромните стокатници, се правеше на ново. Студентите има, ако сакате да студирате, бесплатна не само стипендија, стан, автомобил и не знам што веќе не, такво нешто. И ние се шетавме во 2 часот прости навечер низ тоа Триполи, купувавме либиски униформи, не антиквитети, односно сувенири, а сега не може да се прошетате во 2 часот попладне, а не навечер. Сосема друга земја. Точно така. Ете до каков резултат доведе шарената револуција, односно обоената револуција, која би требало да биде синоним на правдата за борба за правда, за просперитет, демократија и така натаму. Доведе до тешка сиромаштија и до крајна небезбедност. И ден денес, ево и самите кажувате дека не се невистински држави веќе, да. Значи, не само кај нас, шарените револуции, обоените револуции, скоро во сите држави каде што се случаја, од овие аспекти кои ги изборуваме, доживеа негативни ефекти. Меѓутоа, скоро во сите победи хибридниот агресор, односно донесе на власт ненародна власт,
која ги спроведе неговите геополитички интереси, а понатаму колку они беа криминализирани, колку рефлектираа насилство врз сопствените граѓани, колку ги повредија сопствените национални интереси. Видовме кај нас 27 април случајот со тоа е нашите наш проблем. терористи во Тоа не е проблем наводници. ничи. Да. Добрила Кацарска и Вилма Русковска, сето тоа што ни се случуваше. Но воде, ние сме паталци, не сме гаталци како народ и како држава. Видовме што може да направи една шарена револуција. Оние 7 години кои што ги пропативме, не беше само оној бугарскиот договор. Еден месец по седнувањето на таа октрирана власт, еден месец не помина, го подпишаа договорот со Бугарија, за да после една година го подпишат преспанскиот без никој да им даде никаков изим за такво нешто, па потоа ги донесоа оние уставните измени, кажа и ти самиот знаеме како и што им правеа на тие пратеници кои што гласаа за од страната на тогашната опозиција, ни донесоа неаргументирана двојазичност на која што се противеше дури и онаа, Венецијанска комисија, најеминентното правно тело во Европа, милион такви работи наспроти тоа и криминалот и сето тоа што го правеа и полека што излегува, но дали после толку време, бидејќи зборуваме за луѓе кои што се навикнати да ги злоупотребуваат тугите трагедии, дури и ги измислуваа во минатото и ги прејудицираа и ги правеа како што не треба, дали сега има шанси некакви за нова хибридна војна во Македонија, за нова специјална војна на ова поле, имајќи особено на онаа пропагандно-психолошка шема што се утврдува медиумската, информацијската, но и протестите кои што се во некаков си зародиш кај нас. Има ли шанси да ни се повтори такво нешто во Македонија, бидејќи опозицијата со двете раце го прифаќа ова, да не се лажеме, сега за сега се само, мислам, организатори, оној протест што се одржа големиот во Скопје, беше осуден на неуспех, наеднаш заврна дождот, се појавија и јадници луѓе. Верувам пак дека имало од оние кои што влегуваат со приказката дека се бунтовници и гневни, но поголемиот дел мислам дека беа повторно партијци, организацијата и сето тоа. Има ли шанси да ни се повтори една, не мора шарена револуција, но некоја хибридна си војна и такво нешто во Македонија? Хибридната војна е перманентна. Таа не престанува никогаш. Хибридниот агресор ги селектира слабостите во општеството и секогаш кога ќе може, ќе ги иницира, ќе ги активира и така натаму, за да предизвика широка општествена ескалација и да доведе до состојба која владата нема да може да ја контролира ситуацијата. Во Србија, например, покрај првата обоена револуција во 2000-та година, кога на власт го донесоа на крилата на таа обоена револуција дојде Војслав Коштуница за председател и Зоран Џинџич, кој беше еден од водачите, главните учесници во таа нивна обоена револуција, дојде на власт. Меѓутоа, после тоа стигна сметките, значи за тоа што си дошол на власт. Ти сега треба да го признаеш Косово, треба да се дистанцираш во било кој поглед од Република Српска во Србија, треба да ги испорачаш во Хаг Милошевиќ, Младич, Караджич и не знам уште кој. И така уште и да го отстраниш во потполност кинескиот и рускиот бизнис од Србија и се разбира секакво нивно културно, политичко, воено, традиционално влијание и така натаму. Некои од тие барања можеа да се исполнат, ама некои беа многу тешко да се исполнат, бидејќи бомбардирањето беше само пред година-две. Загина околу 2700.000 цивили, меѓу кои и деца и така натаму. Бомбардира една релативно цивилизирана земја, да кажеме, и така натаму, без одобрение од Обединети нации. И немаше ниту премиер, ниту председател, па биле тоа Џинџич и Коштуница, кои тоа ќе го признаат. Дури тие и двајцата и дојдоа во судир, бидејќи Коштуница не можеше да прифати такво нешто, а Џинџич туркаше кон такво нешто, све во име на тој ветен живот,
тоа да го направиме и ние сме готово ослободени од сите животни недостатоци, да кажеме, и така натаму. Веднаш ќе стигнат огромни странски инвестиции, секој од нас ќе бира работа, што сака да ја работи, ќе уживаме и така натаму. Таа приказна не пројде. Кај нас видовме дека приказната не пројде, така да и сега обидот во Србија, што е за втора шарена револуција или продолжеток на хибридната војна, се мали изгледите да успее и кај нас исто така изгледите се мали да успее. Зошто? Затоа што веќе имаме искуство, видовме што се случи, геополитичките околности се многу поразлични, бидејќи сега протагонисти на тие револуции и во Србија и кај нас, па и во Турција ова што е во тек, и во Романија тоа што беше и така натаму, сега се веќе со многу помал интензитет во однос на странската поддршка. Првенствено беше тоа предизвикано со промената на администрацијата во Вашингтон и сега америчките инсталации практично од тие заостанати, би рекол, инсталации се уште го туркаат. Парите што се веќе дадени, инкасирани од USAID. Да, мора на некој начин да се оправдаат, да се прикажат дека се дотрошат, да се дотрошат или да се прикажат дека се потрошени, иначе тие завршуваат во најголем дел во приватни джепови, во тие двигателите на шарените револуции. Значи, таа околност е сменета. Европа има помалку и енергија и пари да се занимава со тоа, бидејќи наврат е Украина, така, нема интерес, таму се фокусирани, нема некој посебен интерес да доаѓаат кај нас и да ни кажуваат дека уште утре влегуваме во Европска унија и ќе живееме европски начин на живот. Така да и во Србија и кај нас протагонистите дејствуваат на таа шарена револуција, дејствуваат во многу изменети околности. Пред све, можеби е најважно дека искуствата говорат нешто друго. Иначе, обојната револуција, и првата, и втората, и сегде во светов, каде што се случија, тие бираат такви теми од општеството. Јас повторно ќе нагласам дека се тоа стратегии смислувани од многу високо способни интелектуалци. Тие смислуваат такви наративи. Смислуваат, тие се борба за човечкиот ум. Пропагандно-психолошка војна. Пропагандно-психолошка војна. И, например, сега, ако некој повикува да оддадеме почит на жртвите во Кочани, ево јас и го изразувам моето сочувство до семејствата, роднините, пријателите, па просто, како да ви кажам, имам нешто ме тера од внатре да оддадам почит. И така, може би ќе присуствувам на некој собир на кој сум отишол мислејќи дека оддавам почит, а всушност се работи за нешто друго, да се постигне општествена деескалација, да полека прерасне во гнев, па во можеби насилни протести и така натаму, да дојдеме во судир со полицијата и така натаму и така натаму. Иначе и сите, секаде, не само кај нас, кај што се спроведува овие хибридната војна, шарените револуции, секаде наративите беа исти. Значи, излезете на протест затоа што е оваа влада крајно корумпирана. Така. Нови Сад на Стрешницата и загинатите се загинатите во Србија. Да, загина. Кај нас минатата ги користеше оние столови што ги спомнавме со Малата Тамара, Мартин Нешковски, Младенов, Иво Населје извитоперено, Монструм извитоперен, да. Така. Повторно трагедии, нечии. Значи, многу смислено се пласираат наративи кои треба да поттикнат широки народни маси, бидејќи револуција не може да се спроведе со, не знам, илјада, колку излегле тука, не ни знам,
1000-2000, тоа е премало, тоа е И беззначајна одеа и до зборка. 2.30 оние проопозицијските медиуми, реалноста беше околу 3000% според квадратурата и застапеноста на Добро. луѓето, но да, не беа малку луѓе што е право во ред, но как Океј, ама тоа е премалку за да се постигне нешто сериозно. Голем хендикеп кај нас сега овие обиди е тоа што крајно во негативен смисол морални личности се појавија како протагонисти на таквите револуции. Тие немаат капацитет да повлечат некого од кој би излегол на нивни повик, бидејќи луѓето сватија дека се тоа обични па и наркомани. Да не се изразам. Да, па да. Некако Што би рекол оној црпнатиот од нива, тешка геостратешка грешка беше појавувањето токму на Јона. Претходно, мегафонот и крајот на протестот на тие неколку илјади луѓе што се собра, го значи кој друг ако не синот ни помалку ни повеќе на Владо Бушковски, кој што бил потоа патриот, поет, сето тоа во ред, но нели многу грешки во низа, ама имајќи предвид кој се остана во тие структури опозицијски, па нели. Иако требало, ако го правеле како што треба со сите нишани, еве ти си нели поминал низ тие структури, треба да предвидат што, како и зошто и да ја проверат, да го проверат особено минатото на луѓето кои што ќе го застапуваат моментот, да поведат некого. Како може човек кој што шмрка кокаин и вели имал грешки во младоста, грешка во младоста е 3-4 пива повеќе, не, да шмркате јавно кокаин, тоа не е грешка во јадноста, тоа е веќе нели ставање на кариерата, крст буквално ставање. Предходната обоена револуција кај нас, практично од странски стратези, стратегијата им беше дадена на тацна, им беше кажано чекор по чекор и беа водени за уши како ќе дејствува. Сега тој фактор странски е изостанат и ова е дело на нема нашите... кој да ги води, сега мораат самите. Но и покрај тоа Павле, оној кој што беше еден од лидерите, можеби главен лидер на шарената револуција, и тој заврши со приказката со бело, односно со кокаин, за да продолжи Јон многу индикативно, премногу бели работи на едно место. Меѓутоа, знаете како размислувале странските партнери? Овој ни е добар за да застане пред масата, бидејќи е под дејство на тие, тоа лесно ќе го направи. А понатаму докаде ќе турка за една употреба што не ни е битно. Апсолутно, не завршил работата. Да. И ете тој туркаше докаде што туркаше и така. Сега овие едноставно немаат интелектуален капацитет и немаат морален капацитет за да осмислат нешто такво и за да некој навистина искрено застане за нив. За нив ќе застанат една плејада добро платени. Јас мислам дека структурите кои дојдаа на власт со претходната шарена револуција излегуваат власта во финансиски смисол ненормално силни. На нив апсолутно не им е никаков проблем да потрошат 10-20 милиони евра на една таква револуција која повторно би ги довела на власт. И тоа би го направиле, но едноставно немаат материјал. Значи, така, но има и некој кој што ќе ги спречи, кој што минатиот пат им помагаше, се вика еден странски фактор кој што сега мислам не би дозволил. Од друга страна, не верувам дека тие лесно добиени пари, тие лесно и ќе ги потрошат, премногу се такви какви што сепак градат, нели, згради во Дубај, па некои фабрики, фотоволтаици. Они знаат дека ако вложат 20 милиони евра, ќе добијат 220. Да. Така и тоа би го направиле. Така, тие се разбира со таа цел. Опортунисти, да. Меѓутоа, мислам дека не можат да ја добијат таа критична маса за поддршка и дека огромниот дел од населението ги има прочитано и нема да можат да добијат никаква поддршка. Па внимавајте, значи сега они го актуализираат тоа што се случи во Кочани. Немам зборови. Секако трагичен настан, трагедија, веројатно последица на корупција и сегашна и со години наназад и така натаму.
на власта и сегашна можеби дел и поранешна и така натаму. Значи нема што да се дискутира за тоа. Меѓутоа они се јавуваат како некој што е загрижен за тоа, а во нивно време живи луѓе ни гореа во болница кои отишле да се лечат, изгореа во болницата поради нивните коруптивни бизниси, сделки, нели, од каков материјал беше градена таа болница, кој ја градеше, така ли се гради болница и така натаму. Да не зборуваме за 45 луѓе во автобусот нелиценциран, за кој што никој не презеде одговорност. Во Ласкарци автобусот одговараше, мислам, возачот. Да, секогаш е возачот, кочниците, гајтанот, кабелот и така натаму. Значи, да тие веќе во минатото докажаа дека немаат срам. Меѓутоа ова е претерано. Значи, јас за нешто што сум директно одговорен, за истото што се случува кај тебе, јас сега излегувам и велам да го линчуваме Љупчо заради тоа. А јас тоа сум го направил вчера. Една страна што 30 на луѓе се приведени во првите неколку дена, нешто што во модуларната уште кабел имаме виновен. Да, имаше некое судење кое беше смешно, никој од јавноста не ги видовме. Например, мене и тогаш и сега ме интересира да видам какви материјали се платени, дали се платени огноотпорни панели или се платени обични панели и какви се таму вградени, дали се тие дали изведувачот или пак да не речем министерот и оној кој што ги купил, односно кој одобрил? Знаејќи, да. Кој одобрил? Кај биле тие комисии да ги погледаат? Кој напишал таму дека ги задоволува стандардите за употреба? Имаме уште многу теми за отворање, мора да одиме со кусиот блок реклами, ќе се вратиме на оваа тема, но ќе се вратиме и на темата Украина, светот. Останете со нас, Владо Јовановски, се враќаме веднаш по кусиот блок реклами. Се враќаме во За или против. Мој гостин е безбедносниот експерт Владо Јовановски. Владо, зборувавме за Македонија, зборувавме и за Балканот. Останува светот, буквално кажано, она што е најгорливо прашање во моментот Украина. Доналд Трамп дојде со ветувања за крај на војната. Да, не е крај на војната, но многу работи се променија од тогаш, се промени и наративот. Еве полека и војните действија опаѓаат. Како гледаш на ова што се случува таму? Прво, ево, ќе се обидам најкратко што можеме во интерес на времето. Украина е слична приказна како нас. Првата хибридна војна, односно шарена револуција, се случи обоена револуција во 2004 година, каде што го симнаа проруски ориентираниот, барем според нив, председател и доведоа Тимошенко, мислам дека беше. Јушченко и Јануковиќ, јас бев тогаш наблюдувач на таа портокалова револуција, на вториот круг кога победи Јушченко со ветувањата за Западот, за убавиот живот, се за да потоа стекнат ресурсите, русите, гасот, нафтата, струјата и им текне па го изгласаат Јануковиќ, така беше. Значи, да, ветуваа дека Русија ќе зачекори кон Европската унија, Украина ќе зачекори кон Европската унија и кон НАТО, дека ќе го сузбијат коруптивното влијание на олигарсите кои имаат, практично управуваат со Украина, ќе го подобрат стандардот на граѓаните, ќе донесат правда, мир, живот и така натаму. Ништо од тоа не се случи, дури покасно Јулија Тимошенко беше и осудена за некои манипулации и корупции со рускиот газ, криминали и така натаму. Не е битно. Втората обоена револуција им се случи во 2014 година. Мајдан, да. Да, кога практично Викторија Нуланд, ако се сеќавате, така, да. Еднаш изјави дека тие не дале толку многу милиони евра во Украина, за да нешто европјаните тука кажуваат, Америка ќе има главен збор тука и така натаму. Не е битно, повторно украинците се бореа за западните интереси. Така и го сменија легитимно избраниот председател Јануковиќ со буквално кажано воен пуч, да. Така е.
всушност целата борба во Украина е за управување со ресурсите. Сега Доналд Трамп многу искрено скоро и го кажа во разговорите со Зеленски, тој кажа дека окей, ние ви дадовме толку многу пари, треба и вие да дадете нешто од тие ресурси таму. Иначе јас тој простор, не јас, уште професорот Мекиндер, тој простор таму го нарекол Хартленд, тоа е срцето на земјата и според неговата теорија, кој управува со тој простор, управува со целиот свет. Русија управува со дел од ресурсите, кои не се мали. Делот во кој живее во Украина руско население е исто така богат со ресурси и тоа е преголем залак, односно преголема предност за Русија во однос на западниот свет. Кога велам Русија, тука се подразбира и Кина, бидејќи Русија има со Кина специјални договори за испорака на газ, нафта и други минерали. Тие се во сенка, но секогаш тука. И Западот, главната стратегија на Западот, барем до сегашната стратегија, до пред ова администрација, беше по секоја цена да се завземе Украина. Односно, во виртуелен смисол да се завземе, да се запоседнат инсталациите, изворите на природните ресурси, гасот и така натаму, нафтата и тоа. Практично, украинците за тоа се бореа. Тие не се свесни дека се бореа за тоа, меѓутоа се бореа за тоа и се уште се борат и имаше една изрека која кружеше дека Америка ќе се бори во Украина до последниот украинец. Америка да се бори за своите интереси, како и Европската унија, меѓутоа борбата ја води украинскиот народ. Најголемата жртва во сето тоа е украинскиот народ. Зошто велам слично како нас? Затоа што нивните граѓани се делеа на проевропски и происточни, односно прозападни и происточни, и на тој начин војуваа самите против себе, и тие што се происточни и тие што се проевропски се самоуништуваа, а не изградија автентичен украински идентитет. Не се изградија национални интереси и цели, да си ја развиваат државата, која е неверојатно богата со ресурси, која можеше да биде најбогатата држава во Европа, само да имаше човек кој вистински ќе управува со таа држава. Ние ги изгубивме нашите значајни национални интереси, како што е историското име Република Македонија, делејки се и борејки се за прозападните интереси или происточните интереси, или не ни знаеме зошто, меѓутоа исто така немавме изградени цврсти национални стратегии, национални интереси, немавме изграден национален консензус и го доживеавме тоа што го доживеавме. За мене, според моето видување, тоа е историски гледано најголемиот пораз, мислам на губењето на историското име Република Македонија, најголемиот пораз кој сме го доживеале во историјата, без разлика што порано не сме имале држава, меѓутоа сме имале само свесност за некој си национален идентитет. Најголемиот пораз го трпиме, го доживуваме во ситуација кога имаме собствена држава и колку толку сме посилни отколку што сме биле пред 130 години. Се сложувам кога со тебе. Нашите предци ги убивале по улица затоа што ќе кажале дека се македонци и така натаму. Тогаш обстоеле, а ние денеска изгубивме. Тоа се случи и со Украина, за жал. За среќа, Трамп навестува некоја си драстично поинаква политика отколку што претходната америчка администрација водеше. Тој вели дека ќе се бори за интересите на америчката нација, без сопствените војници да ги праќа да гинат во Ирак, во Авганистан, во не знам, Украина и така натаму, не е битно каде. Туку ќе се бори со развој, соработка, трговија
и така натаму со мирни средства, ќе се бори да ги врати производствените капацитети амерички кои отишле во Кина или во Европа или не знам каде, да ги врати дома за да америчкиот граѓанин живее подобро. Што според мене е фер борба. За разлика од неолибералниот модел кој доскоро владееше, кој отвори 100 и неколку бази, воени бази во светов, од каде што практично го контролираше целиот свет. Ако се сеќавате, дури имаше закани во текот на нашата шарена револуција дека некој си Navy Seal, не знам какви единици тука ќе действувале ако треба и така натаму и така натаму. И на друго место, во други држави, наметнува една таква реторика или и го наметна врз себе гневот на да речеме муслиманскиот свет. А реално гледано, ако и либералите спроведува ваква политика како што барем до сега ја пропагира Трамп, немаше да го навлечат цел свет против себе. Иначе во муслиманскиот свет, например, најголемиот непријател е Америка. И тоа не е случајно, тоа е двонасочна улица. Значи, не може некој да те мрази без никаква причина, да те смета за непријател без никаква причина. Сепак нешто мора да постои, мора да бараш некоја грешка и во себе, да се коригираш. Сепак, еве, за крај, оптимистци за она што ќе се случува во Украина споредбено со досегашниот период, буквално кажано, овие 2 години минати со неолибералните, либералните, како да ги кажеме, американци? Да, јас сум секогаш оптимист ако постои надеж за прекин на воени действија, бидејќи негде близко 1 милион жртви има руската војска. Нема прецизни податоци колку жртви има украинската. Верувам дека се пута 3, 4 и така натаму. Колку настрада цивилно население, жени, деца, стари луѓе, безпомошни, невини, колку се разруши државата и така натаму. Секогаш го сметам како победа кога ќе престанат воените конфликти. Значи, терминот замрзнат конфликт веќе во науката не се користи, бидејќи војните действија се надевам дека ќе престанат во теков на идниот месец и понатаму тој конфликт ќе се решава со политички, пропагандно-психолошки, со хибридна војна и така натаму, само ќе изостанат војните действија, што е некоја почетна победа. Цехот е огромен кој го плати и ќе го плаќа украинскиот народ. Тоа е цех кој за интересите на Западот и Истокот, а против интересите на украинците, за жал. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам на поканата. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.